Почитувани, продолжуваат да испливуваат на површина голем број нерегуларности и недоследности со надзорот на изградбата на коридорите 8 и 10Д. Ковачевски и Груби успеаа да компрометираат огромен проект за изградба на патни коридори. Според најновите информации кои ги објавија медиумите, Electra Solutions, преку која ќе поминат најмногу пари од договорот за надзор, 8,3 милиони евра, има само 4 своји вработени и ангажирани на проектот и тие 4 ги вработила на 20.10.2022 година, тоест откако ја добиле лиценцата за надзор. Се поставува прашањето: како тогаш Electra Solution ги исполнива условите за издавање на лиценца за надзор и дали само времено вработила лица за да добие лиценца, а потоа истите тие лица не ги ангажира на проектот. Дополнително симптоматично е што на фирмите членки на конзорциумот им фалат клучни документи во договорот за надзор за 23 експерти за кои нема доказ дека работат или се ангажирани од една од фирмите. За сите овие лица, Electra Solution, Евроконсалтинг, ИРД и Ептиса ќе наплатат огромни суми на пари, кои се неколкукратно повеќе од сумите кои се наплатени за надзор на други проекти. Имено според податоците кои се објавени, може да се забележи дека главен надзорен инженер за автопатот Скопје-Блаце е буџетиран на 2900 евра месечно, а за надзорот на коридорите 8 и 10Д за истата позиција се предвидени 7 пати повеќе, односно 20.000 евра месечно. Услугата за еден геометар на надзорот на автопатот Скопје-Блаце чини 1300 евра месечно, а за надзорот над коридорите 8 и 10Д е 5600 евра месечно. Надзорен инженер за животна средина за надзор на автопатот Кичево-Охрид е тарифиран 5450 евра месечно, додека за коридорите 8 и 10Д 9000 евра. Мора да напоменеме дека парите кои се предвидени за одреден кадар не се слеваат кај работниците, туку кај фирмите, а тие исплаќаат дел од сумата на име плата или договор за дело, а остатокот останува за надзор. Од тука се поставува логичното прашање: како надзор на автопати на други проекти е поевтин од 2 до 7 пати од надзорот на коридорите 8 и 10Д? Имајќи ја во вид оваа пресметка, јасно е зошто Electra Solution вадела лиценца за надзор во сред јавен повик, пријавувала и одјавувала работници и правела секакви шеми. Јавното обвинителство не смее да чека ниту ден и веднаш да отвори постапка за надзорот. Доволно е да си постават логично прашање: како е можна толкава дискрепанца во цените? Одговорот на истото ќе им ја даде насоката. Ви благодарам.